Во продолжение Бисера исто така разговара со господјата Дивна Стоилова, бидејќи беше на гости во домот на семејството Стоилови од Делчево, а господјата Дивна ги откри дел од делчевските специјалитети, а тоа се француска салата, салата со калинка и како се прави сарма на делчевски начин, исто така кажа, па ајде да слушнеме и да погледнеме. Драги гледачи, ова утро сум во Делчево, во домот на господја Дивна Стоилова, која што ма причека ведра, позитивна насмеана, заедно и со незиното семејство, кое што се тука во позадина. Не чекаа да завршиме со нашиот разговор, па потоа да им се придружиме на едно турско кафе. Добро утро, добро ме најдовме во Делчево. Добро утро, добро дојдовте. Благодариме. Благодариме на убавиот и пријатен пречак. Многу храна сте спремиле. Кафе, благо, се е наместено, морам да признам дека сте добри домакини. Сигурно ти многу јадем, затоа многу испремам. Многу јадат во Делчево, ето тоа ќе ни откријат. А денеска господја Дивна ќе ни каже како се прави француска салата, така ги пречекуваат нивните гости и салата со калинка. Се е подготвено, само да видиме. Прво со калинка, да. Со калинка почнуваме. Добро. Пошто е позната оваа салата со калинка, кои намирници не се потребни, како се спрема? Потребни се две калинки. Две калинки? Да. Тие ги има и во Делчево, ги има и секаде низ пазарите во овој период. Да, да. Потоа беше кикиритки 400 грама. Кикирики мелени, добро. Кој ви го кажа овој рецепт, господја? Овој рецепт ми е од братучетка од Кочани. Анка да поздрава. Дури од Кочани. Да поздрава, да. Така, пченка. Пченка. Добро, една конзерва пченка. Една конзерва пченка. А колку имаше мелени кикирики? 400 грама. 400 грама. И две калинки и една конзерва. Са павлака треба 600 грама. Па и дојде повеќе, нема да е лошо. Добро. Па ќе е поубаво. Да не ни најте мана. Кога ќе пробаме, ќе кажам. Да. И мајонез, така? И мајонез, да. Мајонез е 4 лажици, ама јас става повеќе. Добро, тоа по вкус. По Кој вкус, сака да, помалку, да, кој да, сака да. повеќе. Важни се намирници. Да. Добро. Сега сето тоа се меша. Уште нешто се додава? Не. Не. Това е се. Брзо, едноставно, лесно, а сигурно многу вкусно. Па треба да се приготви прво. Треба да се приготви така. Да. Добро, калинката се купува, кажавме, од пазарите, може да се... Да. И тешка калинката, додека се исчиста, додека испаднат сите. И тоа треба време. Рековме, една конзерва пченка се става, мајонез, павлака, 600 грама. 600 грама и 400 грама мелени... Мелени кикирики. Све сум запамтила. Абе, ајде. Се запамтив. И значи, ако не ја бендисате, нема ни да правите. Верувам дека ќе биде многу вкусно, особено со калинката која што дава малку киселка вкус. Како ги пречекувате, господја Дивна, децата, внуците, фамилијата кога доаѓаат кај вас на гости, што им припремате? Се што иска. Се што ни сака. Многу ме слуша и се што сака, да. Браво. Има ли некој специјалитет во Делчево, ета за главно јадење или за вечера, можеби, кој што обавезно го Значи, ние подготвува? утре славиме Василица. Така. И специјалитет за них е пачата, имаме баница со свински црева, тавче, зелник, да, Сарми гледам. сармини и заборих, пастрамајли, Така. Од се помалку. од секо малку и благи работи што сме направили. За Значи, наши традиционални македонски јадења. И уште една намирница заборавивме од многу зборување. А тоа е, што додаваме? пилешки стек. Пилешки стек. 3 парчиња пилешки стек. И готова е салата. Готово, сега е Се готово. меша. Сега е веќе готова. Значи сите намирници кои што и кажавме, калинка, павлака, мелени кикирики, пченка, мајонез и пилешки стек. И павлака кисела. Да. Така. Добра. Одиме сега со француска салата. Да. Таа подаваме. Француска салата. Салата. Одат 2 свежи краставици. Добро. Вие не ги лупите, гледам со... Ради да има боја. Да. Добро.
Така. И делат тука е здравото во кората на краставицата, има витамини. Да. Има и други работи. Да. Што е прскано. Колку краставици има тука? 2 свежи краставици. Добра. Има половин кило урда. Ова е урда. Значи ова домакинките може да намалат ако сакаат, нели, Може дозата. да намалят, може и да сголемат. Така, Да. значи зборуваме сега за Да. тројца, четворица сигурно ќе има Да, да, да. мезат. Тука се става сецкани ореси. 100 грама 200, кој колку има. Така. Да. Кисела павлака. Кисела павлака по вкус, кој... Добре. Да, Една, две, три големи лажици. Кој колку сака? да. Добро. И следно? И това е исто павлака, само по-маленки. А вас не ви стигна. Добро, Да. давате Павлака. Да, да, да. Оти по-голема доза ставих и от другата, и от таа, затова не ми стигна. Да. Добро. Се меша, сето тоа. Да, сето тоа се меша. Уште некоја намирница? Мајонез да не заборавиме сега. Мајонезот. И треба помош за отварање. Ајде да видиме како мешате, некој ќе ни помогне да го отвориме мајонезот Аха. и да видиме како ќе изгледа и француската салата, позната салата за време на овие празници или за Да, време да, овој да. период од Да. годината. Еве го мајонезот. Абе, на нас ни е всеки ден празник. Да. Па така треба. Често се собирате со семејството? Да, да, да. И со семејството, и со пријатели. Така. Се дружите, тоа е убавината. Дружиме, со пензионерите се шетаме. Да. Правиме си журки. И така. Каде правите? Дом. Не, по ресторанти. Вчера беме цел ден, затова малку... Секоја чест за вас. Ета, значи, пензионерите во Делчево си имаат исполнет живот. Така можеме да кажеме. Да, да. Што друго правите? Ева, рековте сте пензионер, освен што им правите вкусни јадења на вашите најблиски, излегувате со пријателките во ресторани. Мора Имате- шетаме и по манастири, секаде одиме. Па и дома повеќе, околу кујната. Така. Гледате ли Здраво Македонија канал? Гледаме здраво Македонија. Така треба, од се помалку, Од се помалку. да имаме важно богата програма. Главно сериите ги пратиме, не испуштаме ништо од серии. Па добро, тоа е пензионерски живот. Уште нешто треба да додадеме? Да, треба. Добро. Лукчето? Да, лук, толку ли сте само отребили? Добро. Едно лукче ставаме? Доста? Не. Уште едно? Повеќе, ама тие не им се свиди. По вкус. По вкус. По вкус кој како јаде лук. Така. Одлично. Ето и француската салата. Деве. Сега веќе ги имаме сите намирници. Да, са имаме се. И Одлично. Значи пред да завршиме, да го завршиме ова интервју, уште еднаш да повториме 2 големи краставици, свежи. свежи павлака, Павлака половин кило урда, исто мајонез, ореси 200 грама и лук. така. И Добро. може да и се стави малку лимон. И малку лимон. Добро. По желба. Пожел, ајде и ставиме. Одлично. Супер. Драги гледачи, остануваме ние во Делчево да ги пробаме сите намирници кои ги подготви госпојата Дивна и нејзиното семејство. Дојдете во Делчево, посетете го, има многу убавини, без разлика од кој крај на Македонија доаѓате, а вие не заборавете да не следите и да ни предложите кој следен град да го посетиме. Остануваме ние на гости да се напиеме и турско кафе, така? Да. Да, господјата Дивна навистина прекрасно ги пречекала нашата Бисера и нашите други колеги, цела екипа кои што беа таму, навистина многу убаво си поминале и кажа дека специјалитетите навистина биле превкусни.